Во длабока тишина потешка од 1000 зборови, започна комеморативната седница во Кочани посветена на младите животи кои трагично згаснаа пред една година. Со наведнати глави, солзи во очите и воздишки кои болат, семејствата, пријателите и граѓаните ги слушаа прекинатите животни приказни на своите најмили, кои сакаа да бидат фудбалери, инженери, доктори, работници, идни мајки и татковци, а чии животи згаснаа во еден миг. Имињата на 63 млади луѓе се читаа по азбучен ред, а минутата молк со која им се оддаде почит ја исполни салата со болка и сеќавање. Нека оваа минута молк биде наш длабок поклон на нивната младост и длабок израз на почит и сеќавање. Слава им. Кога тие заминаа, земјата плачеше, липаше на глас, а небото пееше. Оти беа и многу, и сите од убави по убави. Сите милите со песна заминаа, кочета ангелска распеани. И колку ним песната им прилегаше горе, толку нам долу крстот ни налегаше, тежок ко планина. Радоста од тогаш ни се смути, ко мрцина стана, јас нема. До срцата празни дупки ни се отворија, и се убаво со нив почна да ни пропаѓа, да тоне. Во паркот на револуцијата во Кочани беа поставени 63 бели столчиња. На сите имаше по една бела роза, имиње и презимиња и датата на раѓање. Спроти празните столчиња седеа скршените од болка родители. Бројни делегации, амбасади дојдоа да им оддадат почит на жртвите во дискотеката Пулс. Се одржа молитва за упокоените, а во книгата на жалост се потпишаа преседателката на државата, премиерот, лидерот на опозицијата, како и многубројни граѓани. Ви пуштавме во парк на револуција. 8 часа претходно, точно во 2 часот и 32 минути. Кочани повторно крикна од болка. Во истиот миг кога пред една година се случи трагедијата, семејствата на загинатите, роднини и пријатели се собраа пред дискотеката. Сакам да се погледнете сите помеѓу вас. Токму вие, семејствата и пријателите, покажавте што значи да не се заборави. Покажавте што значи љубов, покажавте што значи грижа. Сите ние, секој на свој начин, го продолжуваме споменот, животот и меморијата на ангелите кои ги загубивме на 16 март. Точно пред една година на концерт на групата ДНК во дискотеката Пулс настана пожар, во кој животот го загубија 63 млади луѓе, а над 200 беа повредени.